Пратеникот од Европскиот фронт Елми Азири на седницата за пратенички прашања го критикуваше министерот за јавна администрација дека со предлог законот за правична застапеност се прави обид за одолговлекување на надзорот врз вработувањата преку формирање комисија. Без воведување на софтверски механизам наместо балансерот, законот не може да биде вистински, рече Азири. Pra ka mungesë të garancës për zbatimin efektiv të saj, ka mungesë të garancisë për përkatësinë etnike, për atë të cilëve u dedikohet ky ligj, pra ka mungesë të mekanizmave mbrojtës, ka mungesë të mekanizmave detyrues që detyron institucionet e vendit që ta zbatojnë të njëjtën, ka mungesë të sankcione për respektimin e ligjit. Но министерот Минчев одговори дека за укинување на балансерот се согласили и претходната владина гарнитура предводена од ДУИ. Тој уверува дека координативното тело ќе го следи процесот за еднаква застапеност, а за механизмите ќе се одлучи откако ќе се добие мислење од Венецијанската комисија. Па вие во собранието баравте комисија за пратење на правичната застапеност со вашиот коалиционен партнер и владата тоа прашање го прифати. ДУИ, вашиот коалиционен партнер. И таа комисија е формирана, сега ви смета нов закон. Одлучете се, што сакате да прифатите. Во меѓувреме лидерот на СДСМ Венко Филипче го праша премиерот кои се плановите на владата во однос на евроинтеграциите, потсетувајќи го на сите негови најави за една година за конкретни решенија, како што е промена на преговарачката рамка, но и уставните измени со одложено дејство. Дали во временските рамки на овој мандат на владата имате утврдено временски лимит до кога ќе се обидувате да изнајдете некаква промена на временската на нашата преговарачка позиција или нема никаков временски лимит. Мицковски рече дека нема проблем во тоа да се вклучат и други етнички заедници во уставот, но проблемот го гледа во тоа што некој друг го негира неговиот идентитет. Да го модифицираме македонскиот идентитет и јазик со зборчето модерен. Тоа е суштината. Тоа е суштината, затоа што не е бугари во устав. Или, како рековте вие, 3 нови етнички заедници. Суштината е да создадеме нов топоним, модерен македонски јазик на некои модерни македонци кои што говорат, кои што се дел од македонскиот модерен идентитет. Тоа е суштината. Како и на другите седници со пратенички прашања, денеска беше забележено отсуство на некои функционери, односно министри или заменик министри кои требаше да бидат присутни за да одговорат на прашањата на пратениците.